почитувани граѓани, почитувани медиуми. Извештајот на Европската комисија за 2023 година е доказ дека лажни се изјавите на власта на СДС и ДУИ дека се фокусирани на европската агенда. Ова е извештај кој е одраз на тажната реалност, одраз на состојбата на стагнација и во одреден дел назадување во која се наоѓа Македонија. Денес нема да ја слушнете власта како зборува за извештајот, нема да го слушнете ниту Ковачевски, Груби, Маречич, Османи и останатите да се нарекуваат Европски фронт затоа што извештајот ја обелоденува нивната непосветеност кон системско имплементирање на препораките. Додиме со ред. Во кластер 1, делот на основите, фундаментите на Европската Унија се забележани низа забелешки и тоа. Не е постигнат напредок во текот на извештајниот период. Тоа е од минатата година до денес, за да се адресираат и имплементираат исклучителните препораки од Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОПСЕ и Венецијанската комисија. А замислете, го имате Османи кој не престана да се моделира како прв и единствен председавач на ОПСЕ и воедно потроши или ќе потроши 1 милион евра за 2 дена за рентакар возила, а притоа е дел од власта која не ги имплементира препораките од ОПСЕ. Класична хипокризија. Понатаму, во делот на собранието се нотира недостаток на соодветно планирање, прекумерна употреба на брзи процедури, вклучително и несоодветна употреба на европското знаменце. Изрично е наведено дека знамето на ЕУ треба да се користи кога е директно поврзано со усвојување на закони, чија главна цел е усогласување со правото на ЕУ, а не за кратка јавна дебата за важни прашања. Во однос на истото, забележано е дека властите треба да се воздржат од усвојување на адхок мерки кои не се во согласност со правото на Европската Унија и европските стандарди. И тука, власта на свое конто ги има безбројните примери, а како последни за потсетување на јавноста се Законот за кривична постапка и Законот за игри на среќа. Дополнително, наведено е дека само ограничен напредок е постигнат за реформа на јавната администрација, каде се вели, цитирам: "И покрај тоа што Македонија го започна процесот пред 5 години, земјата се уште не ја усвои ревидираната законска рамка за управување со човечки ресурси, која ги вклучува ревидираниот Закон за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор и нови законски одредби за највисоко ниво на раководството. 5 години власт на СДС и ДУИ и се уште недонесени суштински и реформски закони." Почитувани, фрапантни се и анализите за судството. Генерално, се вели дека нема напредок во зајакнувањето на судската независност и подобрување на правната рамка за заштита на основните права. Внимавајте! Во извештајниот период од минатата година до денес нема напредок во областа на судството. Судскиот совет треба да се залага за заштита на интегритетот и независноста на судиите и институциите и треба да се спротивстави на секое надворешно влијание. Контроверзното разрешување на председател на судски совет предизвика загриженост за несоодветно политичко влијание. Усвојувањето пак на новата стратегија за реформи во правосудството доцни. Ова е судството, почитувани на СДС и ДУИ, кое ќе го отвореа како пупка, ова е судството за кое ветуваа генерален реизбор, а остана најголема рана на општеството и нивна алатка за политиканство наместо за правда. Во делот за борба против корупцијата не е постигнат никаков напредок. Извештајот јасно наведува дека корупцијата останува распространета во многу области и е загрижувачко прашање. Нотирано е изголемување на одложувањата на судењата на случаите на корупција на високо ниво, што резултирало со истекување на рокот на застареност на некој случај. Јасно потенциран е и кривичниот законник, кој беше изменет по забрзана собраниска постапка и истото резултира со попречување на способноста на властите да ги истражуваат и гонат таквите прекршоци во иднина. Дозволете повторно да цитирам: "Ова е прашање за сериозна загриженост. Во делот на слободата на изразување забележан е лимитиран напредок и нормално, сведоци сме на загрижувачки однос кон медиумите и новинарите, еден битичи напушта пресконференции, а друг Ковачевски некултурно се подсмева на прашања на новинари. Најважното од делот за економските критериуми се јавните набавки, каде се забележува дека властите треба да воведат поефикасни антикорупцијски мерки во текот на целиот циклус на набавки. Најскандалозниот договор кој економски ќе остави трајни последици врз Македонија
е нотиран јасно и прецизно. Дозволете ми повторно да цитирам. Директното доделување на договорот за изградба на коридорот 8 и 10D предизвикува загриженост, бидејќи го ослободува проектот од примена на Законот за јавни набавки. Ова е чист доказ за злоупотребата на јавните набавки, за криминалот склучен во 4 очи на сметка на граѓаните. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Извештајот на Европската комисија покажува и потврдува дека власта наместо да работи и да се посвети на реформи, се насочува кон стратешки погрешни цели. И наместо владење на правото, имаме владење на самоволието. Наместо силна реформа, имаме уназадени институции. Наместо напредок, имаме порази. Власта на СДС и ДУИ е разобличена. Проблемот зошто Македонија не почнува преговори не се штетните договори или пак промената на уставот под нечи диктат, туку затоа што државата не е средена, не е вистински реформирана и затоа што наместо право и правда владае власт заглавена во криминал и корупција. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Ви благодарам.